ова издание, пред утрешниот распит на специјалната обвинителка Катица Јанева. Експертската јавност со повик да се забрза истрагата за рекет. А како најавите за можна рецесија ќе се одржат врз самитот Г7 в сабота. 400 години од доаѓањето на првите африкански робови во САД. Гласот на Америка со серијал за нивниот живот и драма. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Борбата против нееднаквоста ќе биде главна тема на самитот Г7 во Франција, кој почнува в сабота. Сепак се очекува слабиот економски раст и можната рецесија да ја засенат агендата. Покрај Макрон на годишниот состанок ќе бидат лидерите на САД, Британија, Германија, Италија, Јапонија и на Канада. Францускиот председател повика лидери на уште неколку други држави, вклучувајќи и на 6 африкански држави, да учествуваат во дискусијата за глобалните предизвици. Се очекува Макрон да не дозволи економските грижи да влијат врз неговата агенда, на чија листа како главни приоритети се наведуваат и климатските промени и безбедносните ризици. Председателот Доналд Трамп се очекува да се сретне со британскиот премиер Борис Џонсон прв пат откако тој стапи на оваа функција. Десетици илјади лица вчера протестираа мирно на улиците во Хонг Конг 11 недели поред откако почна антивладините протести. За време на протестите Канада објави заедничка изјава со Европската унија во која се бранат основните права на собир на граѓаните на Хонг Конг. Афганистанскиот председател Ашраф Гани се заложи дека ќе ги елиминира сите засолништа на исламската држава. Ова го најави на денешната прослава на Денот на независноста, каде во саботата при бомбашки напад на свадбена церемонија беа убиени 63 лица, а 183 други беа повредени. А денес на распит во обвинителството беше Зоран Милевски Кичеец. Утре на Рета Јанева, што за многумина ќе биде и пресвртница во истрагата. Експертската јавност пак се сомнева за начинот на водење на истражната постапка. Мики Трајковски известува. Начинот на водење на истражната постапка за случајот рекет од самиот почеток е полн со сомнеж и остави простор наместо правосудните органи за истиот да судат граѓаните, вели за Гласот на Америка професорот по кривично право Стефан Буџаковски. Според него, обвинителството требало на поинаков начин да ја води постапката, со што вели јавноста не имала да има толку многу простор за критики. Смета дека она што сега треба да се направи е да се интензивира целиот процес. И се остави простор да се влијае на сведоци, да се подготват одбрани и така натака. Сметам дека оние пропусти кои што се направени тешко ќе се санираат во овој период, односно ќе остават дамка не само во јавноста, него и на правосудниот систем. Буџаковски додава дека со ова се докажа дека во земјава не функционира правниот систем. Смета дека овој облик на криминал отвара сомнеж дека засега единствените двајца осомничени се само обични извршители. За извршување на овој вид криминал треба поддршка, посебно од државни структури кои што ќе му возможат притисок врз клиентите да можат да изнудат било која сума на пари. Истражните органи треба многу професионално, со голема внимателност и посветеност и стручност да ги процесуираат ваквите случаи. Бидејќи во спротивно ќе се донесиме во еден ваков вртлок кој што после вртлок тешко се излегува на површина. Последните случувања го отвораат и прашањето дали рекет може да влијае негативно врз одредувањето на датум за почеток на преговорите со Европската унија, кој земјава го чека во октомври. Маленка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика смета дека овој случај нема потенцијал за тоа, бидејќи датумот веќе бил заслужен. Од друга страна, одредени држави членки можат да го користат случајот само како изговор за нивната неподготвеност за натамошно проширување. Што одново не е во ред во однос на Македонија. Тоа веќе се наситува преку некои амбасадорски изјави. Например, Франција може да го користи тоа чисто како алиби. Јорданова очекува дека и во октомври ќе има потешкоти околу одредувањето датум, но тие оптимист дека земјава ќе се избори за тоа. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Годинава се одбележуваат 400 години од доаѓањето на првите африкански робови во САД. Во продолжение, погледнете ја првата епизода на Гласот на Америка за почетокот на робството. Мајра Дела Салет и Бети Ујуп беа во Ангола.
Во 1916 европски брод пристигна во колонијална Вирџинија со неочекуван карго. Најмалку 20 африкански робови, први во Америка. Овие луѓе кои пристигнале од територијата која денес е Ангола преживееле низ патешествието преку Атлантикот, за да се соочат со уште поголемо страдање, судбината за стотици илјади робови африканци. Во Националниот музеј за робови во Луанда, Ангола, Владемиро Фортуна вели дека наследството од времето со тргување робови го обременува животот. Речиси 4 века, овој регион што денес е Ангола, бил наголемо вклучен во овие активности и оваа земја била погодена од секој аспект и денес се чувствуваат последиците од робството. Векови под колонијална власт, комбинирано со робството, конфликтите во Африка ја зголемија сиромаштијата и нестабилноста, вели Фортуна. Трговијата со робови ги ослабе африканските општества. Не беше можно во време на робство и колонизација во африканските општества да се реорганизира политичкиот систем. Преку баптизмот, католичката црква на робовите им го менувала африканскиот идентитет. На робови во Африка им биле давани португалски, христијански имиња. Тие биле крштевани во големи групи. Биле преименувани кога пристигнувале на другиот континент. Во 1985 папата Јован Павле II побара од африканците да им простат на белите христијани за нивната ангажираност во трговијата со робови. Реката Кванза, која се влева во Атлантскиот океан јужно од Луанда, била важна трговска рута и луѓето кои што живееле во близина на речните текови биле земани за робови. Најмногу робови станувале луѓето кои живееле покрај реката, биле киднапирани. Робството оставило лузна врз регионот. Работната сила, интелигенцијата и луѓето со вештини стануваа робови. Денес на Африка и треба обучена работна сила за да се движи напред. Португалија и официјално ја забрани трговијата со робови во 1836, но Ангола и натаму се обидува да се оправи од робството. Утре следува вториот дел за нивната улога во изградбата на Америка, а следно за новите откритија за Алцхаймеровата болест. Фејт Лапидус ги има деталите. Томас Дойл, 66 годишен пензиониран универзитетски професор, започнал да забележува симптоми на губење на меморијата, се додека се уште изведувал настава. Бев професор, почнав да ги заборавам предавањата на кои работев со години. Имав проблем да им одговорам на учениците на нивните прашања. Но биле потребни многу месеци невролошки тестирања пред конечно да биде диагностициран видот на деменција. Многу е тешко да се постави диагноза за нас кои имаме деменција. Исчекувањето кај нас предизвикува анксиозност. Во моментов диагноза се поставува со когнитивни тестови, но според Сдруженијето за борба против Алцхаймеровата болест, прецизноста на овие тестови е само 80%. Диагноза се поставува и преку ребетните течности и пет скеновите, но тие се инвазивни и скапи. Според лекарите, идеално е ако е едноставен крвен тест овозможува диагностицирање на деменција како Алцхаймеровата болест со години пред да се појават симптоми, бидејќи штом се појават симптомите, тоа значи дека мозокот веќе почнал да се менува. Ова е доктор Ричард Ходес, директор на Националниот институт за старење. Овие биомаркери овозможуваат откривање на тековните промени на мозокот во некои случаи дури и децении пред да се појават симптоми. Ова значи дека сега можеме да вршиме клинички испитувања и експериментални третмани пред да дојде до промени во мозокот. Значаен напредок има кај технологијата за тестирањето на крвта, која наскоро може да биде доволно чувствителна за да го открие присуството на амилоид, протеин кој негативно влијае на мозоците на луѓето со Алцхаймерова болест. Истражувачите се надеваат новите тестови да помогнат да се дојде до решенија кои ќе овозможат спречување на промените предизвикани од болеста. Благодарам што не гледавте, пријатно до утре.